Иселениците од диаспората може да придонесат за поголем економски раст на земјава. Македонците од странство се повеќе се заинтересирани да инвестираат во родната земја. Засега нивната улога главно е ограничена на праќање пари од други земји, со што го зголемуваат доходот на населението. Сепак, оние кои веќе вложиле во државава велат дека најголемите причини за вложување треба да се бараат во емоционалната поврзаност со Македонија, но и можноста да бидат поблиску до своите семејства. При една вечера со жена ми, она ми вика, зошто не Македонија? И отворањето на канцеларијата беше тука чисто од емотивна перспектива, она рече, едно ќе придонесиш на државата, второ ќе запослиш луѓе кои што ќе ги знаеш и они ќе придонесуваат, а трето ќе доаѓаш почесто да си ја видиш фамилијата. Иселениците бараат земјава да ги подобри врските со македонците во другите држави ако сака повеќе инвестиции од нив. Ја поздравуваат одлуката Министерството за надворешни работи и надворешна трговија да работи повеќе на економската промоција на Македонија, затоа што досега диаспората немало многу контакти со македонски компании. Исто така бараат поголема дигитализација на процесите во администрацијата, зашто побрзо надминување на административните пречки за отворање на компании и работење во Македонија. Комуникацијата е битна, поврзување со македонски фирми, амбасадите треба да оправат својот дел. Го најдовме објектот и опремата во 6 месеци, а после ни требаше 2 години да добиеме дозвола за работа во Македонија. Од година в година се зголемува сумата што иселениците ја праќаат од странство. Ако до пред 15 години овие дознаки од странство изнесуваа 1 милијарда евра, сега надминуваат 1,5 милијарди евра, што е околу 15% од бруто домашниот производ. При тоа македонците кои живеат и работат во други држави, најголем дел од парите префрлаат во готовина. Пракса која треба да се надмине со членството на земјава во СЕПА, со што треба да се олеснат прекуграничните плаќања.